Македокс е многу работи. Македокс пред се го прави една огромна екипа на луѓе кои се дел од нашиот тим и секако тука не би сакала да ги заборавам големиот број на млади волонтери кои што секоја година се дел од фестивалот и го прават да биде тоа што е. Покрај тоа Македокс се муабетите под смоква кои што се случуваат секој ден за време на фестивалот. Македокс се работилниците кои што секоја година се различни и ги држат различни професионалци. Македокс е детската програма, Македокс е Макекопродукс форумот, Македокс е прашањата и одговори со авторите после проекциите и уживање во документарните филмови. Во една реченица, Македокс е многу кромит, многу љубов, многу убави луѓе, многу позитивна енергија и желба. Македокс почна како иницијатива за да го донесе документарниот филм пред македонската публика, да и покаже што е креативен документарен филм и да проба да ја заљуби публиката во таа форма. И мислам дека успешно се развива овие 15 години, дека некако од една минимална публика Македокс некако постана фестивал препознатив по тоа дека е секогаш полн со публика, што е знак дека документарниот филм влијае позитивно врз македонската публика е љубител на документарецот. Македокс секако се развиваше од секоја година, од година во година. Почна само со Куршум Лијан, сега имаме 4 киносали, 3 пат отворено, една во затворено, пред Музеот на Македонија, Сулјан и МКЦ. Но Македокс не е само фестивалот, тој се развиваше и надвор од фестивалските денови од овие 8 денови, успеа да влезе и во училиштата, успеа да влезе во над 100 населени места, помали населени места и села низ државата, успеа да влезе во средните, во факултетите, така да за своите програми некако се прошири во текот на овие 15 години. Ги има многу, како последна желба што ни се оствари беше тоа Сулјан да стане наше летно кино, да се прошириме во Чаршијата. Имавме прекрасен мастер-клас на Виктор Косаковски пред некоја година. Имавме Хелена Трешникова како специјален гости на фестивалот. Никој не може да ја заборави премиерата на Ханиленд, која што беше на 3 локации истовремено и после тоа имавме одличен концерт во Куршумљан за затварање на фестивалот. И има многу. Па искрено преубаво. Некако цела година имаш мотивација да работиш на нешто толку значајно, да се спремаат различните активности, бидејќи како што рековме Македокс не е само фестивалот, Македокс го прават повеќе слоеви, така што ние буквално секојдневно со тоа живееме и работиме на нови иницијативи, така што многу е убаво да се живее со Македокс. За 15 години Македокс. Се надевам искрено дека ќе си го задржи нивото на работите што ги прави, се надевам дека ќе порасне, ама дека нема да стане преголем, туку ќе го задржи тоа убавото што го има сега.